Почитувани граѓани, кандидатката на Христијан Мицкоски, Гордана Силјановска, е пример за транзицијски профитер и символ за непотизам. За време на нејзиниот мандат, како министерка во првата влада во независноста, нејзиниот сопруг добива бизнис со фришоп, во тоа време е еден од најдоходовните бизниси во Република Северна Македонија. Таквиот чин на непотизам, судир на интереси и злоупотреба на функцијата, во тоа време наидува на жестока критика токму од пратеници на ВМРО ДПМН. Собраниските архиви говорат дека Силјановска за ВМРО ДПМН воопшто не била символ за правото и правдата, туку узурпаторка на функцијата и транзицијска профитерка, како што била опишувана во собранието во 1994 година токму од пратеници на ВМРО ДПМН. Меѓу нив се и тогашните пратеници на ВМРО ДПМН Михаил Пановски и Александар Флоровски. Дури и самата Силјановска во интервју на Сител телевизија призна дека фришопот постоел, но невешто се обиде да се изземе од одговорност. Единствениот кој го игнорира доделениот фришоп и очигледниот конфликт на интереси на Силјановска како министерка во транзицијската влада, како што вели ВМРО ДПМН, е Христијан Мицкоски. Јасно е лицемерието на Силјановска и ВМРО ДПМН. Затоа загубија во првиот круг и затоа ќе загубат уште поубедливо и во вториот круг. Граѓаните нема да дозволат нечесни и неискрени личности, символ за непотизам, залутани во политиката, да застанат на чело на државата. На 5 мај поддршката за Стево Пендаровски дополнително и значително ќе се зголеми. Граѓаните ќе изберат вистински председател, чесен и искрен, кој ќе ја води Република Северна Македонија напред кон интеграција во Европската унија и НАТО. Ви благодарам.